По Швајцарија, Хрватска и Романија, кои издаваат долгорочни визи за македонските транспортери во Европската Унија, владата е во финална фаза на преговори со Словенија, Австрија и Германија. На овој начин македонските возачи непречено ќе може да патуваат низ земјите во Унијата, потврди министерот за транспорт Александар Николовски. Вице-премиерот информира дека за македонските транспортери возењето низ Грција и Бугарија се смета како погранична зона и тие денови не влегуваат во деновите за престој во Европската Унија. Проблемот на транспортерите се создаде по новиот систем за електронска евиденција на влез-излез од Европската Унија, иако првично процесот на надминување на пречките започна како барање за регионално решение. Македонската влада продолжи самостојно да се бори за правата на македонските возачи. Во однос на другите држави би замолил македонските транспортери за тоа се доволно свесни и ми е јасно, не да повторам уште еднашка, да не се потпаѓа под туѓи пропаганди и да ние си ја гледаме нашата работа. Во моментов сум апсолутно задоволен како се одвива нашата работа и како се решаваат проблемите за нас. А што ќе прават другите, тоа е нивна работа и оставам на нив да ги кројат своите политики и своите стратегии. Но, за побрз и полесен транспорт на стоките кои поминуваат во Македонија, мора да се забрза и со коридорите кои поминуваат низ нашата земја. Автопатот на коридорот 10 одлично функционира, но според предвиденото течат и роковите за модернизација на железничката линија по овој коридор. Николовски потврди дека засега се оди според планираното, а финансиите за почеток на градбата би се одобриле до крајот на годинава. До 31 август, согласно договорениот рок, се завршуваат сите овие студии, после влегуваме во процес на изработка на договорите за финансирање и за изведба. Роковите остануваат исти, така што кога ќе се приврши тој процес, очекуваме тек на месец септември да тој процес исто така се заврши. Ние согласно домашните закони треба да излеземе пред собранието, затоа што секое финансирање оди пред собрание и таму транспарентно и јавно ќе бидат презентирани сите услови. Покрај изградбата на брзата пруга која е дел од коридорот 10, засилено се работи на изградбата на автопатот од Прилеп до Битола, како и на автопатот Кичево Охрид. Според најавите за околу еден месец ќе започне изградбата на автопатот кон Блаце, со што Македонија во целост ќе оправда улогата крстосница на најзначајните европски коридори.